Без никаков договор и советување ќе заврши средбата меѓу ССМ и владата, каде синдикатите бараа зголемување на минималецот на 18.000 денари. Синдикалците велат дека од власта не добиле никаков конкретен одговор кога може да очекуваат сегашната минимална плата од 15.200 денари да биде зголемена. Првиот синдикалец Дарко Димовски рече дека на власта ќе ја дадат уште една шанса во среда, кога е закажан економско-социјалниот диалог. Во спротивно, велат ќе организираа штрајк, а не биле исклучени и други форми на протест како блокирање на улици, институции и фабрики. Како Сојуз на синдикати на Македонија не го прифаќаме зборот ќе, туку кога и колку. Затоа малце сум револтиран од страна на односот од нашите социјални партнери, но во среда битката продолжува, значи битка за работнички права, доколку не биде, јавно кажам, го повикуваме работникот и македонскиот народ на штрајк. Од Сојузот на синдикатите на Македонија бараат минималната плата уште веднаш да биде покачена, бидејќи граѓаните со поскапата живеачка во никој случај не можеле да си ги подмират сметките. Од Сојузот на синдикатите на Македонија за во среда им дадоа последна шанса на владините представници, каде е закажан економски социјален совет, на кој на иста маса ќе седнат синдикатите, владини представници, како и дел од работодавачите на Македонија. Димовски рече дека со 15.200 денари владините представници да ги покријат сметките. Со 15.200 нека повелат социјалните партнери, нека живеат и нека си ги платат сметките во тековниот месец февруари. Од владата вела дека било неопходно минималецот да расте, но за тоа требало да се согласат сите засегнати страни. Решението кое би било предложено секако подразбира одржливост на подолг рок за пораст на минималната плата, во согласно со порастот на трошоците за живот и растот на просечните плати. Инаку синдикатот подолго време бара зголемување на минималецот на 300 евра, како и спирално зголемување на сите останати плати. Како аргументи ги посочуваат зголемените трошоци за живот и фактот што за синдикалната минимална кошница се малку и 2 минимални плати. Минатата недела беше презентирана анализа од професори која потврдува дека растот на минималната плата не влие негативно на фирмите, туку спротивно ја зголемува продуктивноста на работниците.